Почитувани гледачи, добро вечер, од мене Александар Вечеклиски. Вечера во Проверитас имам прилика да разговарам со две лица познати во етерот по функциите кои им се разликуваат. Едниот е доктор, другиот е градоначалник, но има една работа што ги обединува. Тоа е спортот. Ми представува чест што вечера ќе разговарам со двајца големи патриоти, успешни и реализирани луѓе со големи достигнувања зад себе. На мое големо задоволство се надевам и на ваше. Добре дојде за Борче и Дарко Гостовски. Добро вечер, добро дојдовте во Проверитас. Добро вечер, добро ве најдовме. Добро вечер, добро ве најдовме и честа е наша. Задоволството е големо што е успеав двајцата некако да го компонирам да дојдете во исто време. Тешко може човек да ве најде двајцата на исто место, сем кога сте на тренинг во вашиот клуб. Дај да почнеме од тука. Прво, пред се честитки за резултатите на таеквондо клубот Бутел и за јубилеот од пред некој ден, 19 години постоење. Ајде вака за почеток на нашите гледачи да им објасниме што е таеквондо, дали е повеќе спорт, дали е повеќе боречка вештина или двете работи заедно. Брат, ми остави простор тука. Иако мислам дека он најдобро може да објасни што е таеквондо, ама да, добро е тоа дали е спорт или е боречка вештина. Во суштина е спорт, бидејќи е еден од 4 олимписки боречки спортови и нели нема повеќе спорт од олимписките игри, тоа е врвот во спортската смисла, во основа. А секако и боречка вештина, бидејќи корените кои што датираат поврзани со овој спорт се многу одамна од Кореја. Имало одредени техники кои што не го носели истото име во минатото, како текјон, субак, хваранг и така натаму. И се разликува по тоа што уште во тој период, а и ден денеска е тоа задржано, има исклучително различна ножна техника од сите останати боречки спортови и би рекол специфична. И затоа го носи тој примат за спорт кој што има изразена поточно најефикасна ножна техника и во исто време најубаво изгледа за око. Да, елегантен е вака. На кратко кажано, олимписки боречки спорт кој што потекнува од Кореја, се тренира и во Јужна и во Северна Кореја, али генерално потекнува од Кореја. Така, пори Борче. Да, сакам да додам вака да го натополнам. Знај дека ќе додадеш нешто. На прашањето што е таеквондо, дали е спорт или е вештина, би сакал да додам дека е повеќе и од спорт и од вештини, од работа. Тоа е начин на живот, тоа е љубов, тоа е една обсесија која што не оставила безброј ноќи без сон, една обсесија која што понекогаш дава анксиозност, понекогаш дава радост, но би рекол дека е еден облик на љубов кој што го живееме ние лично и секојдневно. Тоа е за нас таеквондо. Да, се гледа како зборите па самото зборење колку со љубов правите муабет. Обично вела дека сите боречки вештини кои што доаѓаат од далечниот исток, нели, покрај тоа што некои се само боречки вештини, некои се боречки вештини спорт како што кажавте, ама во поголем дел говорат дека се и начин на живење, токму на Борче што го кажат, и една животна филозофија и дека оние луѓе кои што тренираат такви спортови после тоа стануваат квалитетни луѓе во животот, луѓе кои што знаат да почитуваат, честни луѓе кои што се ферплей, нели, луѓе кои што знаат како да се однесуваат во средината. Создава здрави луѓе, аз би рекол, тие боречки вештини од далечниот исток. Ајде малку да се вратиме на таеквондо клубот Бутел. Колку е тешко вака еден спортски колектив да обстане толку долго во Македонија? Ако правиме муабет за спорт кој што, нели, на некој начин бевте луѓето кои што го испопуларизира тој спорт, така збориме моце релативно непознат спорт, значи тој спорт се знаеше во неколку места во градот Скопје, сега цела Македонија сите го знаат. Во Бутел во нашето место е така речи, значи познат како бел ден. Спортот и зборот таеквондо, нема човек што не го знае, нема човек што не го знае клубот, нема човек што не го знае Дејан. Секогаш врзува, да, спомнат, да, ама и вас двајцата така и нас двајцата така. Секако, значи тоа е една целина севкупно. Тешко ли е се одржи нешто 19 години што тргнало како малски клуб, јас викам па станало нешто големо. Секако дека не можам да речам дека е лесно, се е тешко, не постои па лесна работа, не постои па не постои, значи 19 години да одржиш нешто, секако мораш да се ангажираш за да го направиш тоа, но како што кажав пред малку, ако основниот мотив е љубовта и љубовта е како една емоција, генерира една бескрајна енергија која што
те тера цело време да идеш према напред, да го обновуваш моментот, да се залагаш да станува подобар колективот, но исто така и на мене и на брат ми, меѓу тоа што работиме врвен спорт, исклучително ние како обврска го гледаме тоа, да воспитуваме млади луѓе во еден дух на патриотизам, во еден дух на да градиме здрави личности, силни личности и индивидуи, како што спомнати пред малку, кои што ќе бидат општествено корисни пред се. Што е многу важно, да. На крајот од денот тоа е фокусот да ствараме луѓе кои што ќе бидат од корист на општественото живење. Практично луѓе кои што ќе бидат значајни за државата во директна практична смисла. Квалитетни луѓе. Апсолутно, да, има излезено неколку хирурзи, квалитетни лекари, имаме еден куп специјалци, кои што се во специјалните единици во моментов. Значи, наистина има голем број на квалитетни луѓе кои што директно се вградени во квалитетот на живот. Имаме едно од најдобриот градоначалник во Македонија, така Не, едно од најдобрите. Значи, имаме многу општествено квалитетни луѓе извадено и секако поред еден од спортските најдобрите лекари велат за тебе. Па не, јас сум твоите пациенти го зборат. Бутолски малски лекар сум, благодарам за комплиментот, но далеко е тоа од реалната. Така го говорат тоа. Фала на пациентите, но сепак целта наша е да создаваме општествено корисни луѓе, индивидуи. И тоа е една обврска, како што викаат јапонците, тоа што е обврска лесно се прави. Така, како почна целава приказна идеја пред 19 години? Како почнавте? Значи, од каде идејава? Како правиме, а не го правиме? Тоа е идеја на брат ми, во самата срша негова идеја. И разговаравме, с тоа што имав само 18 години. Не бев доволно свесен што значи тоа што сака тој да го започне. Но како поминуваше времето, некаде 2-3 години од нашето постоење, морам да напоменам дека додека брат ми ги удираше директно, лично, он темелите на Таеквондо клуб Бутел и студираше медицински факултет, значи две работи кои што навистина се интересно се слушнат дека се случувале паралелно. Не обично моје време, извини што те прекинам, тие што студира медицина, машински или електрони ги гледавме по 5-6 години тие луѓе, толку учеа многу. Така, значи, истото и он, да. Ако си успеал да го скомбинираш, не многу за гледање, ама ми биле фокусите неколку работи. Или книга или сала, оно денеска е така со него. или е таму, ама генерално е тоа. Сега многу интересен момент тука може да се напомене генерално кога клубот е основан што многу рано од нашето постоење ни се роди една, би рекол, налудничава идеја. Налудничава заради тоа што до тој момент во независна Македонија имаше само една олимписка норма, а камо ли медал. Нели имаше медал на Могамет Ибрагимов и секоја чест за тој медал бидејќи е под наше знаме, но секако тој не е создаден во Македонија. Да. Тој е натурализиран дагестанец и така натаму и така натаму. И ако имаме голема длабока почит бидејќи под македонско знаме, баш како во борење, тука нема дилема. Секако, нема збор. Могли легално го викаат. Така е. Но секако не може да се рачуна како домашен производ и тој тоа нели си го прифаќа како такво. И во таа смисла е малце налудничаво, како што реков, да поставите цел олимписки медал. Може би во таа работа само јас и брат ми долго време верувавме, само ние двајца. Како што поминуваше времето, почнаа да веруваат и многу други луѓе. И во таа смисла ќе се надоврзам и на претходното твое прашање, да одржуваш идеја 19 години или малце помалку од 19 години е таа идеја, некаде 16-17 години, е навистина тежок притисок, се до остварување на тој сон. Така да со самото раѓање на клубот, со самото живење на клубот, добро е да се спомени и идејата за олимписки медал. А да аргументирам зошто викам налудничаво заради тоа што просто треба да остварите нешто што изгледа невозможно. Од што македонскиот спорт е многу далеку и до тој момент и македонската нација и македонскиот спорт го имаа прифатено како неостварлива работа. Така да јас да видам осварив идеал еден кој што не можеше да се замисли дека може да се направи. И често пати кога разговаравме дека потребна е први норма, па се друго, луѓето не ни знаеа што значи норма. Зборот олимписка норма, тоа за жал е едно од достигнувањата кои што ги краси човештвото, нели модерното човештво покрај олимписка норма, на Нобелова награда и така натаму, но тоа е непозната именка во македонскиот збор, за која што многу
претходно од како освоивме нормата, брат ми има удел во тоа да воведе едно, да речам, спортско просветлување. Ние одевме кај спортски новинари, сме имале разговор со нив и на нормата гледа како не беа сигурни зашто станува збор. Што значи тоа? Што значи норма? многу Така е. често се ливеруваше во минатото, вајлд карта се третираше како олимписка норма и просто со ова не сакаме ништо Тоа е никога подобро да учествуваш никога само. да нападнеме, туку просто кога немате реален став према нештото, вие нема и да го остварите сето тоа. И затоа моравме да објасниме и да објаснуваме и се уште објаснуваме дека можеби олимписката норма е потешка од олимпискиот. Да, да стигнеш до финалниот турнир е можеби потешко на Тоа тие е ужасно, квалификации така, сите тие работи. Нормите се многу Токму тоа е сакав само да ја прашам. Таеквондото ни го донесе најголемиот спортски успех во историјата на Република Македонија. Тоа беше медалот на Дејан Георгиевски во Токио во 2021 година. И вие што викате, не верувам јас и на глава кога го ставија медалот околу врат, уште не верувам дека човекот има освоен медал до тој момент кога го гледав на телевизија. Тука не говорам за оние спортисти нели од Македонија кои што имаат освоено олимписки медали во другата држава Југославија, ама и тој е човек од Бутел, нели? Така е, Шабан Трстенен е Шабан Седи. па дури и седи, тројцата се од Бутел. Сите се од Бутел, луѓе со Има нешто тука. Така. И двајца од Куманово имаме, значи Така е, боксери. да. Тоа Да, е точно, да. чест за Тоа е сите. секоја чест за сите Секоја четворица, но Шабан Трстена секако е Единствен според златен. мене единствен златен и спортист на целокупната историја на Македонија. Така, се согласувам со тебе. Кажи ми, дали верувавте дека еден возможен таков резултат да се случи, дека едно момче од нели израсната во мала, прекрасен лик, морам да признам дека Дејан е таков човек, така изгледа, стана сребрен во Токио. Освоивме медал. Дали верувавте кога ти отидовте на турнирот дека ќе освоите медал? Јас еве Дарко конкретно тебе ти ги читав постовите тогаш на Facebook, беше времето на пандемијата, нели се случуваа многу работи, civil овде во Македонија. Наводничаво звучи, признај. Да, сведно идеме на медал. одиме на медал, викам сега. Добро ли е како ќе тема? стигнеме сега, викам човек, како верувавте ли дека ќе освоите медал? Верувавте ли во Дејан дека може да го направи Тоа тоа? ми остави простор тука, зашто Секако дека да, значи таа идеја, идејата за норма беше идеја која што ја потекнува од мене. Но идејата за медал е договор на брат ми и Деки. И на првиот прес и јас не знаев, Деки вика идеме на медал. И застана сите подзастана, подзина. И јас ги гледам и викам добро, тоа е тоа. Нема друго, идеме, нема тука друга филозофија. Секако, значи вака се. За да веруваш во некоја работа, потребно да имаш некоја емпирија претходно и некои случувања кои што ќе ти навестат дека вториот чекор и третиот чекор ќе те води на четврти и пети чекор. Така. Значи мораш да имаш некоја позиција почетна и стартна, инаку верување во некоја работа ако немаш стартна позиција е илузија. Баш така. Значи тоа е желба и замисла без основа. Сега ние немавме илузии, него имавме визија. Визијата, за разлика од илузијата, е една ментална слика во иднина, која што ја проектираме, но има реални основи. Така. Сега, Дејан претходно освои медал од У21 со скршено Европско стапало. првенство. Тоа Европско. брат ми ќе го објасни каков раритет е тоа во нашиот спорт. И сениорски европски медал, па не знам од кое време ние Златен сениорски европски, значи на европско стана првенство. шампион на Европа и тоа во тоа време кое што ти го велиш тмурно корона време, јас ќе кажам дека е тмурно и национално време, каде што и се политички, македонско да. и се се македонско и се национално беше потиснато и беше стајано под тепих. Дури и се појавуваше срам од тоа да си македонец од тоа време. Чуден И период, тоа едноставно но- ни даваше буст на нас и еден импулс да Така. нашата потенцијална енергија да ја пренесеме во кинетичка енергија. И тоа и се случи. И ние не би иделе на некоја позиција, на некој надпревар, доколку не би верувале дека би можеле да... Јас сум лично човек, брат ми знае, не се судам од дома да отидам со торбата на друго место, ако немам јас таму Можност за медал. можност. Така. Значи не би отишол во Токио, јас сакам Јапонија, Доста е важно да се спомене момент, до сега можеби но дури во никогаш не Токио не би сме отишол ако немам можност за медал. До А сега секако можеби имавме никогаш не сум го споменал. Брат ми кажа што е суштината, но 2016 година Дејан Георгиевски, 2017 година Дејан Георгиевски освојува сениорски златен медал на европско првенство и тоа беше првиот
европски златен медал во олимписки спорт во независна Македонија. Подлечи го тоа. Првиот Многу е значајно. Тогаш беше жестоко тмурно време, медиумите просто им беше терет да пишува за тоа, неколку портали само пишуваа за тоа, а агенцијата тогашна за млади и спорт не го прогласи Дејан Ѓоргиевски за најдобар спортист, туку му измислија награда, посебен успех или така натаму и така натаму, што беше навистина еден момент кој што навистина остави темно петно во спортската историја во Македонија. Со тој резултат одговорно тврдам дека беше најдобар резултат од независноста до тој момент. А не само за таа година и му го измислија тоа. Сакам да кажам, осетија дека е можно нешто големо да се случува и тоа и политички го злоупотребија, но не знаеа дека од другава страна само мотив даваат. Така. Само уште еден момент да додадам тука, значи околу моментот на верување и неверување. Тоа ние што сме верували, тоа сме го покажале, сме знаеле. Една работа кога ќе се случи, за време на олимпискиот турнир дор се случуваше, мене ми улеснуваше постепено, немав возбуда за тоа што гледав дека се ближиме до целта што ми е замислена. Но мене ми е многу поинтересно да дадам дека скршивме еден стереотип за македонецот кој што владееше до тоа време. Значи општо за жал и дел од нашите сограѓани, но луѓето кои што преживуваат Македонија, нашите соседи и поблиското окружување, така. Значи, за нас македонците имаат еден стереотип дека ние сме таму некои што ќе се собереме, па ќе се дружиме, па на жетва ќе одиме, па ќе седнеме, зелник нешто ќе јадеме, па ќе пееме, ќе пиеме нешто и ќе дојде некоја банда таму некаква. И ги избегаме. И ќе ни го земе и зелникот, и житото, и стаповите ќе удрат, и ќе се разбегаме. Сега ние тоа во Токио го скршивме тој момент и кажавме дека македонецот може да биде победник. Дека не е македонче. Дека не е македонче и дека одиме секогаш одиме за да бидеме најдобри. Ние не би се занимавале со нешто ако не сме најдобри. Во Македонија рамките нас не ни интересира да бидеме најдобри. Да. Тоа што ни интересира нас е да бидеме најдобри во Европа и најдобри во свет. Така беше од прв ден тоа. Затоа што ние имавме и обврска како македонци да покажеме таму нешто поразлично и секако со Божја помош. И се создаваше притисок, колку ни држави освојуваа многу олимписки медали претходната година. Помагаше државата нешто, тогаш не говорам за олимпискиот комитет, него дали државата Македонија во тој период ви помагаше кога се спремавате да дојдете за Токио. Тоа што е најинтересно е што периодот во кој што ние го создававме олимпискиот медал, тоа е период од 10 години, тоа е многу важно да се спомене, немаше доволно средства во спортот како што има сега. Значи, ни приближно немаше толку средства, така да тоа е посебна приказна, но откако што се забележа дека е можно, дека Дејан стана најдобар во Европа во олимписки спорт, тогаш имавме благ отпор, би рекол, од државата со тоа што јас толку директно би го споменал ова. Во одредена мера првиот директор што го начекавме тогаш Дарко Каевски имаше и одредена коректност и јас морам тоа да го споменам дека тоа беше така. Така беше тоа. Но директорот после него Наумче Мојсовски ќе го кажам ова е добро да остане. После олимпискиот медал за 50% ги намали средствата за Македонската теквондо федерација од предолимпискиот медал. Како награда во дека освоите сребрен медал. Не, како средства за годишно буджет. Не, тоа викам како награда што стои. И ова е добро да стои. Ова можам да го поткрепам со бројки, докази и така натаму ќе биде дел од нашиот документарец кој што го подготвуваме, но тоа беше еден жален момент за нацијата генерално. Кога еден национален херој место дополнително да се награди, вие наоѓате начин да го казните. И исто така друг национален херој, како истиот тој што го спомна брат ми, станува од херој, антихерој. Да. Затоа што тој всушност тој цело време бил човек без кичма, човек без идентитет, значи човек без ништо во него што е вредно да се спомене. Добро глумеше, нели ќе застане на кримината, на срце. Како во оваа ситуација би сакал да кажам дека тој човек е баш типичен примерок на северен македонец. Так. Значи, тоа е, ние можеме се љутиме колку сакаме кога надвор не нарекува северно македонци, но за жал се појави една нова класа на македонци, тоа е баш нешто што е автохтоно и типично и тоа е истиот типичен представник на тоа. Така, значи човек кој што секако своето си го мрзи највеќе. Така, Јани Бојаджи, мојот драг пријател, режисерот ги вика северџани. Јавно така ги квалификува. Значи имаме типичен представник имаме тука, така да археотипски е позиционирано тоа квалитет. Так. Кажете ми колку среброто со златен сјај на Дејан, морам да признам, го позиционираше македонското таеквондо на сериозната карта.
на светското таеквондо. Значи колку со ова застанавме на светската мапа и потикнам на млади луѓе. Брат ми кажа за надвор, јас ќе кажам за внатре. Каков ефект имаше медалот? Да, што е важно? Важно е дека веќе станува дел од светска историја, кој кога и да прогугла кои држави колку медали имаат освоено, стои таму олимписки медал, дека Дејан Ѓоргиевски е носител на олимписки медал. Ако малце прогуглате и истражите, ќе сватите дека тоа е еден мал клуп од бутел, ќе дојде до една фина интересна приказна. Интересно е што на многу турнири надвор после олимпискиот медал, се сеќавам на еден момент од Мексико, на светско првенство во Мексико, во Гвадалахара, придоа одредена група на луѓе да се сликаат специјално со Дејан Ѓоргиевски и ни кажаа дека специјално дошле од друга држава, некоја јужна американска држава беше, не се сеќавам сега од каде, специјално дошле да се сликаат со него запрепастени од тоа од колку мала држава освоил олимписки медал. Тоа вака буквално не шокираше, но свативме дека и надвор од нашите рамки, и надвор од нашите држави некој тоа го следи и го поддржува затоа што да освоите олимписки медал без систем е исклучителна реткост. За тоа како сега создаваме систем, тоа ќе го говориме можеби подоцна, да, но да создадете олимписки медал без поставен систем, како во случајот на Македонија, тоа е, би рекол, против закони на наука. Или еднакво на жртва, на само жртва. Во секој случај се работи за голема само жртва од причината што не сте имале ни поддршка, сте работеле сами, не ви верувале на почетокот за целата. Секако ние, значи, многу малце знаеле. Најглупо кажано како да сме го побиле првиот закон на термодинамика. Така. Енергијата нити можеш да создадеш, нити можеш да уничиш, само се трансформира. А ние создадовме енергија. Так. И создадовме енергија што покрена еден момент цел и од тој цел момент искочи олимписки медал, но морам да кажам тука, значи не е само тоа. Таеквондо е спорт кој што има поединци различни машки, женски од различни возрастни групи, пионери, кадети, кои што вие, да речам, 7-8 години пред медалот и после медалот периодов што е, освојуваат медали на големи надпреварувања. Така да не е само едно нешто што е направено, туку таеквондо прави континуитет во овој спортски простор временски, што е за поздравување во секој случај создаваме спортисти кои што така и секако е нешто што е поразлично од се останато што го имаме тука во Македонија. Би сакал да кажам како имаше одек во Македонија медалот, пред да почнеме со муабетот, ни кажа дека ти дури медалот не си го видел на гради, не си можел да поверуваш, не? Да, веќе ставен медалот на гради, викам не е можно. Викам ова не е можно. Ти делуваше многу смирено за разлика од Дарко. Јас делував смирено и после тоа беше во еуфорија таму. Брат ми беше во еуфорија и после тоа ги сменивме, одеднаш јас изгорев. Брат ми презема мора така, еден дуре друге да со Деки си гитара работите, но би сакал да кажам дека со првата победа над светскиот шампион кубанецот актуелен светски актуелниот Алба, ние направивме некој вид на направивме таков притисок емотивен во Македонија да ги стишивме емоциите на луѓето. Значи луѓето просто не знаеа. Први не може да поверуваат дека на олимписки игри можеме да победиме во прво коло светски шампион фаворит за злато. За злато, така. И после натаму како ги победувавме една по една, ние фактички тој притисок го правевме да биде се поголем до моментот кога што викаш ти, значи се стави медалот на награди и тогаш дојде како една хемиска реакција во една соба полна со метан, да речам, каде што е преполна со метан, имаме со шкорче палиме искра, ама не можеме да го запалиме затоа што нема кислород. И кога се создаде моментот на ставање на медалот на гради, тогаш како да влезе кислород и напри експлозија и Македонија ротираше во екстаза на емоции. Беше радосно. Тоа беше во Македонија беше такво чувство. Беше многу радосно. Кажете ми сега во моментов вака една мала дигресија во текот од зборите на таеквондото, нели направено е Министерство за спорт, новата влада направи, министер исто човек кој што потекнува од Бутел, Борко Ристовски. Какви ви се релациите, имате ли поддршка од новото Министерство за спорт, дали се различни веќе работите, дали се по други услови, дали помагаат практично овие луѓе на некој начин? Аце, знаеш како, пред се во смислата на поддршка од државата ќе издвоам, морам да бидам сега до крај искрен, премиерот, кој што е љубител на таеквондо. Тоа ќе го кажам сега. Кога беше лидер на опозиција,
толку од блиску го следеше подемот на Дејан Ѓоргиевски што му ги знаеше и противниците. Буквално му ги знаеше противниците и додека се одвиваше ждрепката, тој знаеше кој треба да се падне, значи целосно со срце би рекол ја следеше ситуацијата затоа што ја наблюдуваше како еден национален момент и во таа смисла сум многу многу благодарен. Сега ќе се надоврзам на сегашната помош. Кога веќе владата одобрува толку средства како што одобрува, греота е да не се обидуваат федерациите да воспоставуваат систем. Се надевам дека работат на тоа и дај Боже да биде така, да пробаме да воспоставиме систем како тоа што го правиме во македонското теквондо, бидејќи Министерството за спорт не може да ви создаде медал. Тоа може да ви даде и владата, може да ви даде услови за сето тоа, какви што сум убеден дека како што има во моментов немало никогаш во историјата на независна Македонија, па ни претходно. Значи условите кои што се пред се благодарност на претседателот на владата за спортот се такви за да не може никој да се правда дека нема средства во спортот, па немаме медал заради тоа што немаме средства. Не, сега е работата во рацете на спортистите. Инаку соработката е одлична со Министерството за спорт, македонското теквондо добива оноку колку што е потребно за да го прави тоа што го така, што го носечки прави. спорт е моментално позиционирано на теквондото меѓу секако. 5 спорта кои што се носечки во Македонија. Секако, да, нема. Само тука би додал на работа, министерот неколку пати сум го слушал како ќе го праша за каков спорт има во Македонија, он вика па имаме тук так некои од блесоци зборот го користи неколку пати, па би сакал едно појаснување само чисто може и да слушне дека одблесок е според физика рефлексија на светлина која што има своја електромагнетна природа, нели бранова природа, стига до една површина, ако не може да помине се абсорбира или се рефлектира, но би сакал да додам на медалот од теквондо секако не е рефлексија. Тоа е светлина. Тоа е не повеќе светлина, тоа е светлина. удар на метеор кој што направил кратер. Така. И го оставил кратерот, да. И го оставил кратерот и секако, значи тој кратер и тој метеор не е доеден туку така и не се добива олимписки медал туку така. Значи тоа е процес кај што треба да се сложат едно, второ, трето, четврто. Значи треба да се има една целокупна целина за на крај случајноста да го изработи па и медалот. Но Так. потребно е се друго да биде наредено како што треба. И конечно се охрабривме да снимаме во моментот, работиме на тоа, документарен филм со кој што ќе се обидеме да образложиме што се помина за да дојде Како до се случи? Па да, олимписки имаше еден голем медиумски мрак во целата работа, Ќе се обидеме да од образложиме. 30 минута на вести ќе објава дека сме освоиле сребро на тоа доаѓа следната олимпијада Лос Анџелес, таму некако не носи среќа. Шабан Трстенов сме таму нели медаља И убава Америка, убава, 84-та, да. Лос Анџелес убава. Што очекувате? Имаме ли шанса во Лос Анџелес да освоиме медаља? Ни носи ли среќа? Вака сега, значи ќе бидеме сега реални и објективни. За медал ќе видиме кога ќе дојде моментот да освоиме норма. Најпрви одиме да освоиме норма. Сега, Така. ако 2021 отидовме со тројца спортисти по норма на квалификационен турнир, каде што внимајте и уште едно момче можеше да земе норма за многу Блиску беше. блиску На беше, да. линија, буквално. На линија бевме од најдобриот италијански спортист. Актуелен светски шампион. Актуелен светски шампион. Симоне Алисио. Да. Значи, скршеница на шака доби нашето момче и така не успеа да заврши водеше борбата. борбата. Водевме, така и тренерот дигна веќе раце да се види дека Спортска повреда, та така е, да, но Завршив му болница. идевме со да речеме од тројца спортисти со двајца кои што би земали норма, сега би рекол дека имаме повеќе четворици или пет луѓе кои што се потентни за норма, но ќе видиме, не би сакал да правам притисок во овој момент со Господ напред, секако дека имаме потенцијал многу поголем. Вака кога ќе замислам дури некогаш и ми иде блага насмевка на лицето со што имаме работа сега имаме базен на спортисти, да речем 10 пати поголем од колку што сме имали 2016. Но исто така и една горчина или издишка ми доаѓа кога ќе сватам дека помеѓу таа помисла и реализација на норма, една линија која што се вика волја, тоа е се работа, тоа е макотрпна, тешка ситуација и баш би сакал да видам како ќе го изведеме сето тоа. Со она што го направивте во Токио, ја верувам искрено во вас дека може тоа да го направиме, а и обратно и светот се врти кон македонското таеквондо, значи во Скопје имаше нели најреномираниот турнир Г1 минатата година се одржа преку 1000 спортисти, мислам дека дојде од 50 земји овде во Скопје, сега во април па го правите тој турнир, значи обратна и приказната, не е само во еден правец дека ние водиме горе, туку ни доаѓаат луѓето и веќе сме некој авторитет, нели некое место во
тоа, но ова што го зборите цело време, сакам да ве прашам, многу интересно ми е, говорите цело време за систем. Борче, ти си сега начело на федерацијата, колку што знам. Скромен си, тоа ќе мора само се повеќе да збориме. Човек си што малце збори, поише твори. Така те знам, вака малски. Добро, затоа што брат ми е човек кој што знае да вербализира и знае да мислата да преточи многу подобро отколку мене, затоа што тој е и професионален оратор и тоа дури на крајна линија му е професија, а и секако морам да признам кога станува за борички спорт е човек кој што повеќе го сака борички спорт од мене и го разбира повеќе од мене. Така да него му ги препуштам сите овие атрибути што и задоволство. Ретко да чуеш денеска. Што ми беше поентата на муабетот? Значи, прв пат изгледа федерацијата како федерација. Имате кампови, формиравте лига, значи клубови. Беше ли тешко да се постават овие темели и има ли некој бенефит? За лигата, извини што те прекинувам, за лигата би сакал брат ми да каже збор 2, затоа што тој е негова замисла од почеток до крај успешно ја завршивме, и за Скопје Опен би сакал да каже неколку зборови. За моментот дека ние сме во вистинска смисла изгледаме на федерација сега, затоа што имаме кампови, семинари, заеднички тренинзи со сите клубови, заедно соработуваме, работиме заедно. Тоа е една од нашите цели и секако е еден од моментите кои што ние пробуваме да ги донесеме на виделину, да може спортистите да ги видат и да ги осетат. Нивна работа е само да се занимава со тренинг. Значи идеме на камп каде што има перфектна храна, перфектни услови, перфектен тренинг. Значи создадени се сите ситуации со убава опрема, со убава атмосфера. Нивна работа е само да тренираат, а наша работа како луѓе кои што водиме федерацијата е секој пат да гледаме да правиме промоција на некои вредности што се плюс и плюс и плюс. Без да имаме изговори при тоа дека нешто да го вадите најдоброто тие луѓе, нели? Така, најдоброто, и секој пат кога ќе погрешиме да кажеме дека сме сгрешили или како минатата година имавме само еден голем медал, а ние очекувавме намалце 3, па така и кажав јас пред сите тренери дека не сум задоволен од ситуацијата. Се надам дека оваа година ќе биде подобри. Така, ајде уште малку за боречките спортови општо во Македонија. За лигата само извини, ако може, затоа што тоа е баш интересно. Добра е таа работа за се дознае. Да, беше голем залак, му предложив на брат ми на почетокот, беше малце скептик. Имаме лига систем како ретко кој, сега да не навлегувам детално, систем кој што навистина дава можност за медалите кои што ќе се случуваат во иднина. Сигурен сум дека оваа лига ќе роди многу повеќе сериозни медали, да кажеме дека се врз основа на поставен систем. Тешко е да се организира, станува збор за 6 турнири во текот на годината, 6 врвно организирани турнири, лига систем, но добро е тој детален пристап во нашиот спорт и тие зголемувањето на бројката на борби во текот на годината се единствениот начин кој што можат да дадат сигурно резултат без да се посветуваме како што се посветивме за медалот во Токио пеколно, само тоа да го работиме во животот и така натаму и така натаму. Тоа со оглед тоа дека познавам буквално од мали, гледав какви емоции имаше во Токио што ви се случуваше и тоа е еднаш се доживува животот. Јас имав некој слично искуство со кугларите, ама тоа не е олимписки спорт. И таму беше тоа голем успех, јас се сеќавам. Ама тоа се чувствуваш нешто нека среќен и вреден во тој спорт. Ајде уште едно прашање вака за борилачки вештини, би сакал да прашам покрај таеквондото. Има и други, нели, боречки вештини во Македонија, спортови кои што така е, да, Македонија е земја на боречки спортови. Боречки спортови, нели, познати по пеливаните на времето сме кои што секако не биле Дарко, ти мислам дека и во џудо беше шампион едно време, колку што се сеќавам. Еве сега мама бележи подеми тоа во Македонија, мада за мене е многу чуден спорт, не е спорт, некако чудно ми е тоа касапење, ама добро, јас имам други, вака, други имам. Повеќе од спорт е веројатно. Станува збор за гладиатори модерни мене вака, некако луѓе кои што се касапат онаму и далеко е Балканот, е многу далеко од таа прва лига УФЦ, многу далеко. Македонија е па многу далеко од петата, шестата лига реално. А како стоиме со други боречки вештини? Добро е. Добри ли сме? Па генерално има труд. Се во борење генерално има некакво ниво, во бокс има во последно време одреден напредок. Да поздравиме браќата што да, медалите да ги поздравиме кои што дојдоа од Европско првенство.
генерално има одреден подем, но добро е да направиме подоба помеѓу спортовите, што се олимписки, што се неолимписки спортови, Јас исклучиво мислам на олимписки во моментов спортови, бидејќи тежината таму е многу е важно тоа да се спомне. Борење така, джудо и теквондо. Каратето не може да биде заради тие поделби што знаете како? Ќе ви кажам со една реченица ќе ви објаснам што отприлика значи олимписки спорт. Македонското карате бележеше секоја година по еден европски или светски медал се до моментот додека не стана олимписки спорт. Во тој период кога беше олимписки спорт, не само од медал, бевме далеку и од олимписка норма. Разбирате, само за една година олимписки спорт. А замислете 30, предупредивме 40, тренерите, им кажавме дека кога ќе влезат сосема во олимпискиот различно. момент е се различно. Кога Кина и Русија и Америка ќе влезат во олимписки систем, тогаш се одврзува кесето, нема но тоа кесе и интересот е многу поразличен, затоа што тоа што нели порано биле војните би требало да замени олимписките игри. Тука да се докажат политичкиот надпревар е многу жесток и голем и сватија отпостем, но така да кога е во прашање олимпискиот спорт каскаме можеби малце со успех. Точно е, мала држава сме, точно е, немаме услови како другите држави, но точно е дека и Грузија нема услови како другите е мала држава. Точно е дека и одредени наши држави во опкружувањето. Така да, еве, нашиот пример е светл пример дека е можно да воспоставиме успех. Така да добро е, еве, мотивирачки разговараме ние со сите федерации. Некои од федерациите ни пристапиле лично да не прашаат како треба. Тежок е тој одговор. Треба спремност за сето тоа. Кога почнеме да говориме, малце наидуваме на отпор затоа што кај нас е многу полесно да се стави кошуло и машно и да се глуми функционер во федерацијата, колку да се влезе во сала на лудничаво како брат ми да создадеш медал. Медалот се прави во сала, не на маса, не со машни, не со пари. Туку со жртва, особено во боречки спорт. И во таа смисла е добро, имаме добра база. И мислам дека може да следи еден период каде што ќе имаме и повеќе успеси. Да, бела дека за македонските спортисти, за сите други работи, кога македонецот ќе се спои, вика, меракот и инатот не може ништо да го сопре тогаш. Кога ќе тргне, вика, тоа што сакаш да го прави, вика, инатот е, вика, тука, вика, нема, вика, граници за македонецот, се освојува. Пред да почнам со неколку политички прашања, би сакал, може би како мал вовет во политика, Дарко е активен политичар, ти не си активен политичар, Борче, но прво прашање е за тебе. Во 2023 година на настан на кој како тренер со најголем успех зад себе, како што и самите изјави, поради политички околности не ја доби наградата за животно дело 8 септември. Правдата мислам дека беше исправена една година подоцна, кога нели ја доби оваа награда. Како се чувствуваше во тој момент кога знаеше дека тоа е твое, дека тебе ти припаѓа, дека треба да имаш оваа награда, не ти ја да исклучиво само заради тоа што Борче има другчи политички ставови, што е брат на Дарко, на градоначалникот на Бутел и така натаму. Затоа што е домар, вака на кратко кажам, и тоа автентично. Да, види, значи директно ќе ти одговорам, никаква емоција не ми понуди. Значи бевме со брат ми на одмор, само видов дека ме одбиле, и брат ми вика, ти реков дека ќе те одбијат. Ја му викам, просто не може да поверувам јас дека некој може да одбие олимписки медал. Јас му не аплицира, бев свесен докаде се способни да отидат. Што може да направат? Да, што може да направат, едноставно тој менталитет на луѓето што тогаш беше. Просто мака им беше успехот наш на некој. Да, но знаеш како? Не беше мака. Не да им искрен да видам, не да им беше мака. Ствари лошо се изразив, извини, само секунда, не беше тоа наш успех, тоа е успех на Македонија. Секако, тоа беше маката, значи не беше успехот дека е тоа на Дејан, на Борче, на Дарко или значи тоа е со знамето од Вергина, со македонското знаме. Секако со се што е македонско да речеме. Види, гледај сега, значи признание. Човекот уште од како е создаден, чезне по признание. Тој дури мал го добива признанието преку галење од родителите, од мајката првенство, нели? И како поминува периодот натаму, тоа внимание или тие признанија се битни да се добијат од околината, нели? Секое признание на нас ни годи. И секое признание тоа е така наречено во има еден квалитетен доктор кој што има напишана многу добра книга, препорачувам сите да прочитаат Кој игра се вика. Вели дека секој признание од друг човек е трансакција една која што ни допридонесува за нашето ментално здравје да биде подобро. Но Артур Шопенхауер, мојот омилен филозоф, вели дека немој да бараш
вредност од човек кој што не поседува самиот вредност. Така да како човек јас немав никаква емоција по однос на тоа дека ме одбиле, но како борче македонецот и како ми се создаде лутина и на револт, затоа што тоа ми беше едно негирање на македонскиот најголем успех до тогаш. Така. Едноставно. Па и тоа беше целта, нели, да не обезличат во тој период, а спортот, ако знаеме дека најдобриот амбасадор за една држава, еден представник, тоа беше Просто таа награда ја се создадена за олимписки медали, мислам нема повеќе од тоа. Знам, јас сум бил во спортот и се чудев, не можам да разберам. Нема повеќе, немаше ни образложение. Секако Дури и луѓето кои што ја добија таа награда по извесен период кога се сретнаа со мене, првиот збор беше се извинувам. Викам, немаш потреба да се извинуваш. Нема човек, значи немаш потреба да се извинуваш. Инаку разликата помеѓу тие што ја добија наградата и тој што требаше да добие наградата, има еден ММА борец Хабиб. Така? Од Дагестане. Да. И кога ќе прави разлика помеѓу некои работи кои што има многу голема разлика, вика, brother, please. Please, толку да молим, те молам, окей, морате, не е проблем. Ајде да проговориме, Дарко, најавуваше една многу интересна работа во твојата општина во која што си градоначалник, а тоа беше дека сакаш да создадеш една арена за боречки спортови во општина Бутел. Се не можам да кажам сала или терен, баш арена се вика за боречки. Може, да, нема да се тоа е пробаш. место каде што, нели? Во Гладиаторски, соработка со Министерството, има ли шанса да се случи нешто такво во Бутел, со оглед на тоа дека едно од Повторно сакам да се спортските општини во Македонија? да се заблагодарам, бидејќи благодарноста некако како да исчезнува во последно време од секојдневието, да се заблагодарам на претседателот на владата затоа што таа е целосно негова идеја и во соработка со Министерството за спорт веќе урбанистичкиот проект е завршен за цела оваа идеја, за многу скоро ќе имаме и основен проект и ќе создадеме нешто што пред се на македонското таеквондо му треба, затоа што иако имавме олимписки медал, се уште не располагаме со потребните услови. За сето тоа, знаете, треба процедура една цела да помени и сигурен сум дека конечно ќе имаат спортистите едно, би рекол, удобно место за продолжување на нивните активности, така да очекувам некаде до крајот на оваа година да го започнеме тој убав мега проект. Да биде расадник на таленти да понатаму. Инаку кога се вративме од Токио, кога се вративме бевме на прием во таму ни обеќа во спортско, како се викаше? Агенција за млади спорт, да. И ни обеќа брда долини, вака ќе биде, така ќе биде, значи тоа и премиерот тогаш ни вети. Премиерот сала ќе направиме одма. Тоа беше најака работа, значи премиерот вика ве чека, се враќате од Токио, дотиете, брат ми вика, не вика премиерот. И тука тогаш беше заја премиер. Кулминација. Тука кулминација. Атрактивниот. Да. И на брат му викам јас не идам јас таму. Да, али отидовме за да испочитуваме позицијата претседател на влада на Република Македонија. Така, али тоа беше интересно, вака тоа би не сме го спомнале тоа до сега. Таму во кој што, фала на Господ, не поверувавме во ниедна. Така, добро, тоа е почит и култура, тоа сте вие воспитани. Секако не повеќе отидовме таму затоа што бевме свесни дека Дејан ќе добие многу малце средства за медалот затоа што знаевме дека законот македонски не предвидува. Така, брат ми да не споменеше Дејан немаше да добие ни награда таму. Значи, нема олимписка норма колку треба. Нема. Не постои. Викна он една господја која што ја представи како водеч, спортски негов консултант или не знам како ја представи. Значи господјата се окей, значи со розови чевли дојде, седна, викам што сте вие, ми кажа трета професија некој, значи со спорт. Да, некој што немаше контакт со спорт. Нема. И викам како ќе идеме сега со наградите, вика па ние немаме предвидено за ваква ситуација, значи македонските услови не предвидуваат награда за олимписки медал. Значи не верувале, практично. Не значи, верувале дека нешто не верувале, него тоа им било позади 7 паравани дека е можно. Да, дека може да се случи тоа. Но ете, треба понекогаш и да биде така. Да се случи за да се поверува. Ајде уште малце на општина Бутел и спортот. Ако може, знам дека цел ден се бавиш со политика, Дарко, но спорт правиме муавет вечерва, правиме интересни разговори. Каква е генерално состојбата со спортот во општина Бутел? Јас знам дека општина Бутел е спортска општина, не кажам одлични примери, знам. Жител сум на Бутел, на крајата кристата. Го живееш ти Бутел секојдневно. Ти си Бутел лично. Така, но кажи ми, каква е поддршката за спортот во Бутел?
Па спортот генерално доживува ренесансен еден период од како што стана во градоначалник и може нескромно звучи, но така е, изградивме над 20 спортски терени, помагаме спортски клубови, но сме една од ретките општини што директно и спортисти помагаме, значи негде имаме околу 200 стипендисти оваа година како министерство сме. Генерално спортисти, ајде да скратам, не постои спортист или спортски клуб кој што се обратил за помош, а не му било помогнато. Тоа е накратко кажано. Секако не само тоа, туку и генерално имаме воспоставен еден убав систем за да ги подпомагаме сите спортски клубови и спортистите директно. Она што го правиме за спортската инфраструктура е навистина голема работа. Во моментов се гради изотворен базен. Во Радишан имаме идеја уште еден со Господ напред да градиме, така да дури и често знаат граѓаните да префрлат премногу даваш на спортот, премногу даваш на спортистите, но морам према тоа да гледам малци субјективно, но од друга страна ми се темели создаваат здрави луѓе, тоа е многу видно. Така е, се создаваат здрави луѓе и мислам дека е тоа, искрено сметам дека тоа е директно вложување во Македонија како. Да, ама затоа Бутел има супер лигаш во ракомет, има добар кошаркарски клуб кој што футсал прво лигаш има. Футсал има одличен прво лигаш, има фудбалска школа Бутел, има кошаркарски клуб исто многу добро. ФК Бутел исто така добро си функционира, значи со одлични младински школи. Да, значи имаме подобрите се. Одлични талентирани деца има, да би рекол. Бутел е такво место, таква микросредина. Расадник за врвни спортисти, тука нема кажеме. Или филма се од Бутел, мислам, нема збор, значи има навистина, како што кажавме, олимписки медалисти, имаме веќе тројца во моментот, имаме пус олимпиец уште еден, четворица олимпиеци има само од една општина. Спортска општина. Како и да е, така може да спортска општина. Ајде малку за политика неколку реченици вака. Пред неколку месеци повторно ја доби довербата на граѓаните во Бутел и тоа онака буквално се прошета на избори, имаа доверба луѓето од претходниот твој мандат. Немаше потреба да им измислуваш топла вода како што проба да го направат твоите политички противници. Дали сме на прав пат? Што се случува во Бутел? Само уште една работа вака ќе ти додам. Еден наш претходен гостин овде во емисијата, Джено Рисени, непосредно пред првиот круг на локалните избори, тогаш ме беше гостин овде. Кажа дека вика Дарко ќе добие поддршка многу од албанците вика во Бутел од причина вика што во првиот мандат вика им ги реши огромен дел од основните проблеми кои што претходно тие луѓе вика ги има, кограно за љуботен и за сите тие работи. Ретко се случува некој така некого да пофали и тоа во тек на изборна кампања. Дали е сега тоа, кажеме, прво практичен пример за градоначалник за сите, а не само една реторика кажана при изборите, и дали сме на прав пат, што се случува во Бутел, дали се развива, дали е добар. Јас го гледам, но еве да чуеме и од тебе лично вака како изгледа тоа. Мислам дека граѓаните се најдобар сигнал по однос на тоа каде се движите и по однос како во споредба со СДСМ имавме една од трите најдобри победи на ниво на Република Македонија, сразмерно поврзано со резултатот. И тоа ми беше сигурна една навигација дадена од страна на граѓаните дека сме на вистински пат. Претходно имав свое мислење, но одвај чекав да ги видам резултатите на изборите за да знам како се движиме. Му благодарам на Дженур за констатацијата, бидејќи тоа е просто така. Визбегово доби ново основно училиште, Љуботен добива во моментов се гради водовод, нешто што 30-40 години разни албански политички структури ги лажеа, па и Зоран Заев лично во една ситуација таму. Ама и добре му вратија. Во Бутел 2 се гради нова градинка, наскоро ќе отвориме, исто така мешано етничко место. Би сакал да кажам дека суштината на развој на Бутел е рамномерна и тоа ми беше клуч во мојата визија генерално за остварување на политиките што ги имам зацртано за територија на општина Бутел. И тоа што е исто така доста битно во оваа смисла да се спомене е дека просто не можете вие да го избегнете тој момент. Бутел е мешана етничка средина, се обидуваат одредени политички структури на чело со ДУИ да наметнат одредени теории дека само една етничка структура се поддржува, еден етникум, да, се останато не и така натаму, но фактите не зборуваат така, а и поддршката која што ја добивавме од страна на одредени други етнички групи, на пример албански како во Љуботен и во останатиот дел од Бутел, мислам дека го докажа тоа, но сепак најголемиот наш базен и пул на
на поддршка си доаѓа од етничките македонци кои што не го кријат тоа дека се задоволни од принципите врз кои што се гради општина Бутел, а тоа е пред се забрана за граѓање на згради, што е многу важна работа заради тоа што ние не сакаме динамичен живот, на пример како во соседната општина Чаир, туку сакаме еден мирен, малски живот и навистина тоа е поздравено, би рекол, не само од етничките македонци, туку од сите етникуми и второ, нели го гледаат развојот на очиглед. Во моментов се случуваат и се градат одредени проекти кои што сигурно ќе останат историја. За скоро почнуваме со градба и на поликлиниката, веќе е тоа завршен процес, почнуваме со градба на нов плоштад и многу други проекти кои што навистина ќе останат историја. Ме наведе ова што го кажа да те прашам и една работа која што мене вака поодамна ме интересира, токму ова што го збореше околу таа бетонизација на Бутел што пробаат да направат, нели на диво да градат, застанат цврсто и машки, но доби многу закани лични кон тебе, јавно ги објави негде при изборите. Колку често се сочуваш со вакви појави? Може ли да ти изведат од колосек? Па тешко е да се одговори баш на тоа последното, ама тоа што е важно, Аце, дека знаев доколку станам градоначелник 2021 година, отприлика со што ќе се соочам. Не очекував дека до толку е зезната работата во претходниот период и до толку претходното структура, раководство, како да наречам, на општина Бутел, соработувало со криминални групи кои што најголемиот дел од нив во моментов се во затвор. Дека толку блиску соработувале на криминален начин секако, за да сите тие очекуваат и со новиот градоначелник го продолжат истото темпо, наидоа на нормално на жесток отпор од моја страна, со голема поддршка од страна на тогашниот претседател на опозицијата, претседателот на ВМРО-ДПМН господинот Мицковски, тој знаеше за се во секој момент и просто одлучивме заедно да се спротиставиме на тоа што се случуваше. Никогаш не се одлучувам детално да навлезам во оваа тема, затоа што може да се сними и минисерија. Имаше одредени мексички сценарија, но мислам дека на почетокот не доволно предвидеа тие одредени криминални групи во тој период кој што беа познати и по одредени извршени убиства, нели во тој период и така натаму. Беше Бутел на црната дека мапа во тој сепак ќе се судрат со едно ткиво кое што во суштина влече корен од тоа што значи ВМРО и дека кога е во прашање национален интерес, ние сме спремни да одиме до крај. И мислам дека тоа го покажавме уште во самиот старт и некако заборавија дека Теквондо клуб Бутел, ќе се навратам сега на основата, дека има една братска екипа од доволен број на луѓе кои што се тука секогаш кога ќе се во прашање, па би рекол, националните интереси и кога е во прашање честа, што е многу Добро, тоа е важно, нели? Да се Да, мислам дека се судрија буквално со тоа што значи ВМРО и за многу кратко време продолжуваа заканите, продолжуваа следењата, продолжуваа одредени фотографии и така натаму кои што знаеа да ми извадат од време на време од колосек, ама па затоа и тука и брат ми за да ме смири во одредена ситуација и да ми даде поддршка каква што знае само он да даде, а тоа е во исто време и да даде доза на смиреност и во исто време да ми каже дека он е тука за било што. Да, една дигресија са пак на спортот, ќе се вратам, Дарко ме натера да те прашам, Боче, освен што си му брат на Дарко, му беше тренер. Каков ученик беше Дарко? Дали слушаше? Дали учеше? Дали научи? Брат ми... Пошто ви гледам и во теков на разговоров со голема почит гледа кон тебе кога говориш, ти дава предност. Дека камери има за тоа. Така. Инаку кога ќе исклучиме сега ќе видите, значи. Да. Тоа е само Јас и он сме многу слични и различни по некои прашања. Првин перцепцијата на луѓето е дека инато е кај него, не, инато е кај мене, но пркоста е кај него. Така. Он е пркосен. Така. Кој ќе види дека не е управо за некоја работа, престанува. Јас, ако видам дека не сум управо, ќе продолжам да биде по моје. Вреќа сол, ако треба вреќа сол, како викат ќе изедам. Македонско, да. Но како спортист можам да кажам дека е специфичен
И тоа сега не би сакал да навлегувам во детали, но доста незгоден у одредени ситуации кога станува збор за борба, особено за блиска борба. Неговото знаење тука е ненадмашно однос на Незгоден збориме во квалитет за противникот? Незгодно збориме во однос на тоа што знае да изработи, значи од неговиот матичен спорт, првенствено од джудото. Да. И второ, секако тој е човекот кој што пред, да речеме, кога имаше еден спорт кој што се вика BJJ, значи братско џуџицу, правеше интересни работи. Се случи да еден џудист отиде во еден клуб каде што се тренира тој спорт и тој џудист беше, ајде да речем, као победен таму. Така. И брат ми ранецот, кимоното и идење таму клубот, Да им докаже дека не е друг така. клуб, па значи каде сек да отиде да го избрани џудото и Браво, не сум знаел за ова. да, и секаде тоа беше како Така да им докаже, а? како лисица у Тоа е кокошарник кој стара битка помеѓу џудо и џуџицу еден век. Но би сакал тука да дадам еден момент, еден осврт што луѓето него познаваат или треба да го, кога станува збор за брат ми, неговиот тренер не е Борче Костовски, неговиот тренер е Звонко Јаневски, тој е најдобриот џудист во историја на Македонија. Човекот кој што има физикус на некои 64-65 кила, цел живот, сега има 70 години, е вистинско оружје кога станува збор за боречки спорт. Значи тој е човекот кој што На 70 години. на 70 Браво. години, верувајте, на 70 години тој повлекува полуга за тие луѓе што пратат боречки спорт. Џуџика таму повлекува, значи полуга на рака, повлекува на 70 години без око да му трепне, тоа е стварно како во менгеме да. како менгеме да ваѓа, значи он ги побива границите на физиката. Браво. Како беше долг период инструктор на тигрите во боречки Долго време беше вештини. инструктор на Браво, тигрите човек, и да, еден од браво. луѓето кои што јас лично ги Па многу голем почитувам- дел од неговиот начин на работа е пренесен и кај нас. секако, да, кај Добро нас. ме и вие сте и двајцата, не сте само вие спортисти, има корен во вашето семејство спортски, вашиот татко Ацо беше еден од најдобрите играчи во футсал, јас што го паметам. А и ден денеска на овие години има многу јак шут. Јас како дете го памтам, Ацо. Да, добар еден дел од од- најдобрите играчи на футсал во Македонија. Никогаш не беше. сме Пак го се спомнале татко ми со да, не сме го јавност, спомнале, мислам не сме. Зашто не игравте фудбал вие двајца, зашто се предадите? Терани сме и двајцата. ама. така. Терани сме, денес вика внуците ќе ми играат фудбал и јас и брат ми викаме ќе видиме. Ајде, да сме тешка здрави и работа. живи, да, тешка Тоа работа. е желба. И фала ти што го спомна татко ми, те поздрави многу пред почетокот Да, на го емисијата. почитувам многу те Поздравиме човек. го Александар многу, значи човекот кој што направи голем маркер остави во бутал по твоето делување што си го направил, значи и многу ми е чест што Во слушам во тешко време. Во тешко време, Што е како он многу- вика, што е во многу најтешкото важно. време. Тешко време, да. Е сега, Најтешко. тој е човек кој што сите го познаваат у бутал, надимокот му е Толо. Тоа да. Човек кој што многу често влегува во непотребни ситуации каде што сака да помогне по секоја цена на човек, дури кога не треба да се помогне, значи се доведе у ситуација да На штета да му е, ама... и на штета да му е, Да. значи има една работа која што бутал сите ја знаат на еден негов пријател за 2 бози или така нешто, бози и еклер, му рекол колата земја, возија, му рекол немам кола, ваму таму, рекол ете земја, возија и му дал. Да. Значи тој тип на човек е, но од една страна е така добродушен и мекаст во неговиот карактер, но јас и брат ми имаме наследено од него една карактеристика која што не прати, можам да кажам, во нашиот живот, а тоа е да баш и да не отстапуваме кога ќе дојде моментот да се отстапи. И тоа е он, комбинација на едното и на другото и Значи голем удел има во ова што сте денеска вие двајца. секако, Има, секако, мора да има. тоа мора да има, тоа и современата психологија го кажува, значи синот мора да личи на таткото и во добрите работи и во И недобрите во работи. лошите, да, тоа и генетика. Така, и Не генетиката знаете си колку е брзо тука, ни да. поминува време, ама ќе ве држам за збор повторно некош. Ќе ве викнам во проверите, слушај неколку прашања на брзин како може вака да ви поставам. Нема проблем. Прво, кажи ми, еве прво за Дарко, гледано од денешен аспект, тоест и за Борче. Прво за спортот збориме, дали кога повторно би се родили, повторно би имале шанса, би го направиле ова? Со таеквондото говориме. Повторно би го направиле кога или би рекле не, премногу напор беше, не се исплатеше тоа да се прави, многу премногу се потрошивме во животот. Јас сум размислувал на оваа темаце и многу тешко доаѓам до одговор. Некогаш знае да ме мачи, но секако на крајот одговорот ќе биде да, заради тоа што
мотивот во суштина е Македонија. И некако мислам дека таа основа ни даде да речам можност да стигнеме до сето ова од еден човек кој што нема да му го споменам името, иако еднаш го спомнавме за време на подкастот, ама во оваа ситуација нема да му го спомнам намерно, кој што е можеби единствениот врвно релевантен човек да зборува за олимписки спорт во Македонија, во една прилика токму тоа ни го каже. Вика, избива од вашите очи специфичен тип на патриотизам и тоа е тоа што ве донесе до олимписки медал. И тоа беше најточната реченица што воопшто имам слушнато поврзана со олимпискиот медал, особено од тој кој што бил крал на светот во спортска смисла, па да ни го пренесе. Така, убаво е чувството кога си на врвот на светот, на капата, кога си горе, нели? Во моментот кога стигнеш, нели, Божја волја. Капата е, тога си на капата врвот си тука. И после тоа не знаеш што. Не знаеш што. Тоа е потешкото после тоа. Добро, имате предизвик злато. Да, така, секако. И секако би додал тука дека е Дејан и неговите клупски колеги, сегашните клупски колеги, секако заслужуваат да ги водиме на тоа ниво, затоа што со нивната саможртва, со нивниот труд, со нивната борбеност го заслужуваат тоа да бидеме покрени и да преска жртва, така и да обезбедиме се што можеме за да остават трага во историјата на Македонија. Веќе оставија да остават уште поголема, би рекол Борче. Да, Еве, за крај едно прашање, ти си активен политичар, ти Борче не си активен политичар, но и за двајцата е прашањево. Гледано од денешен аспект, политиката може да создаде многу непријатели во животот. Постојано сте под притисок, твојата професија е многу стресна, а и твојата Борче, нели лекарите и градоначалник Дарко, и неблагодарна, би рекол. Јас сум бил во минатото, сум се бавел активно со политика и знам секој утро кога ќе чуеш нешто ново за себе, а поима немаш. Дека се зборело тоа за тебе. Баш така, да. Би прашал, дали е тешко во денешно време, млад човек, како тебе, да се бави со политика? А тебе, Борче, би те прашал за крај, дали е тешко човек кој што не е толку активно влезен во политиката, да ги трпи притисоците заради некој свој близок роднина што е во политиката? Брат ми ги одговори јас. Ајде, повелете. Јас почнам за двајцата. Нема потешка работа во мојот живот освен во моментот кога ќе дојдат изборите. Така, зошто? Не можам да го одговорам тоа и не знам да го одговорам најверојатно прецизно, но тогаш ми се создава некоја анксиозност, ми се создава некоја енергија, ми се меша чувствата, те се осеќам исполнет, те се осеќам изморен. Најверојатно е поинаку кога идеш во авион, кога се возиш во авионот, отколку кога го леташ ти. Така. Особено кога го лета тој што ти е, би рекол христијански помил и од самиот себе. Така, да, брате, нормално. Така. Браво. Не знам колку прецизно се, но пробав ето Многу така. добро, кажа, добро компарираш. Добро компарираш, да. Баш прецизно. Секако, да, мислам, тешко, лесно. Ќе се надоврзам на претходниот одговор. Мотивот е и тука Македонија. И секогаш, нели, си имаме по некој човек кој што знае да ни биде мотив. Тука сакам и јавно да те пофалам лично. Затоа што си човекот кој што нема да речам меѓу првите, веројатно прв, кој што отворено зборуваше за тоа дека Тодор Александров има јасна македонска линија. Се сеќавам на тоа, многу добро, многу мало, многу добро. Сеќавам и на првите мајци, кога беше Ерес, сега сите зборуваме за Тодор Александров. Сите бугари направат. Но морам ова да ти го кажам лично и вака јавно. И кога можел, нели, Тодор Александров со години не се прибира дома со таква болест каква што имал да спие по планини, зошто ние барем малце од тоа не можеме да направиме за Македонија, на веќе добиена држава. Он се борел со тоа што се борел, нели, во тој период со српски окупатор. И во таа смисла мотивот ми е Македонија и во тоа што делуваме и правиме во спортот, и во тоа што делуваме и правиме во политиката. Точно е дека знае да биде неблагодарна работа, но јас сум убеден дека начинот на кој што делуваме еден ден во најмала рака ќе го направи горд син ми и моите две ќерки и внук ми. Сигурен сум во тоа, а сигурен сум дека и добар дел од граѓаните ќе
ќе чувствуваат дека нешто добро е направено за државата и за општина Бутел по извесен период. Тоа е си гледа. И уште едно прашање за крај би сакал да поставам Дарко тебе. Имам информација, сега сме четврток вечер, утре заседава најголемото тело на ВМРО ДПМН, Централниот комитет. Што очекуваш утре, стабилност или изненадување? Не можете да очекувате изненадување од најстабилниот политичар во историја на Македонија, тоа е Христијан Мицкоски. Мислам дека председателот на ВМРО покажа тоа што никој не очекуваше. Во македонската, сега маце како политиколог, оваа една реченица ќе ја кажам, на македонската политичка сцена се гледало во минатото, само не се гледало стабилност. Во него гледавме стабилност и во најтешкиот период кога делуваше во опозиција, гледаме стабилност и сега како премиер, и тоа мора да се поздрави како чин, така да убеден сум дека утре ќе има продолжение на онаа стабилност која што ја генерира. Тој секако дека ќе има одредени и чинам утре ќе се донесе и новиот извршен комитет на партијата, ќе има секако и некои освежување, како што често знае и тој самиот да направи, но стабилноста во секој случај нема да биде доведена во прашање. И би рекол на кратко, порано викав, доволно е да е ВМРО на власт, па Македонија да е во сигурни раце, но како поминува времето и како што созревам, треба и ВМРО да биде водено од стабилен човек, така да додека државата е во раце на сегашниот председател на ВМРО, не треба никој да бере гајле за нејзината стабилност. Така, ова го говорат и старите и младите ВМРО-ци, еве ти како условно речено помлад го кажуваш ова, Ламбе Арнутов во една емисија го кажа истото. Одлично. Како постари, Што му Ламбе го кажа, нема потреба јас да кажам. така ми беше особена честа и јас вечера што бевте гости што си направен толку во муавет овде. Честа е наша, секако, значи во студиото. Ние прв пат гостуваме вака, јас и брат ми заедно да бидеме. Од различни причини не сме сакале, но твојата понуда едноставно не можевме да одбиеме. Да, мораме тоа да го кажем. Имаше многу понуди поврзани со спорт заеднички на подкасти и така натаму, но не ни беше задоволство да бидеме дел од. И нас сите оде во ова Проверитас, мене ми останува искрено од дното на душата, ви посакам пред се многу здравје и среќа во приватниот живот, во семејствата ваши, во професионалната активност. И можам да кажам, ви посакувам да ве видам во Лос Анџелес со злато околу вратот, пак со она енергија која што ја имавте, и да ве причекаме овде на аеродромот во Скопје како што треба и на раце да ги донесеме до Скопје. Дај Боже да имаме норма, не мора да не пречекувате како екипа повелете со нас со Лос Анџелес, само да имаме норма. Да, ево го кажа. Нема да има проблем. Ви благодарам уште еднаш. Поздрав горе. Почитувани гледачи, се надевам дека ви уживавте исто како јас во вечерно издание на Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.